Добар ден на сите. Денес, кога сум во посета на Струмица, ја искористив можноста да го посетам и Центарот за дневен престој на деца со попреченост Едупрактика, кој го отворивме пред 1 месец. Децата кои го користат овој дневен центар имаат можност за разни активности, а овде се обезбедени и услуги за деца кои имаат потреба од индивидуален третман. Овој центар е уште еден сервис на граѓаните, а владата тоа и го овозможува преку бројните реформи во системот за социјална и детска заштита, кои ги спроведуваме од 2017 година наваму. Креираме политики кои се системски и трајни и што е најважно, создаваме услови за активно вклучување на лицата со попреченост во општеството, со што спречуваме каква била дискриминација, а од друга страна ги зајакнуваме сите форми на социјална солидарност. Во моментот во државата има 35 државни дневни центри и 8 дневни центри како овој, во кои работат лиценцирани даватели на социјални услуги. Овие центри се поддршка на можностите на секое дете за соодветна инклузија. Децата со попреченост услугите од вакви центри може бесплатно да ги користат до својата 14-та година. Со користењето на овие услуги во заедницата, децата може да ги надоградуваат своите функционални капацитети, а исто така овозможуваме нивните родители или старатели да можат да работат наместо да седат дома и да треба да ги грижат, да ги чуваат и да се грижат за децата. Со ваквите процеси го поддржуваме и вработувањето на стручен и квалификуван кадар, бидејќи во овој центар за дневен престој Едупрактика во Струмица во моментов има вработено вкупно 12 лица, од кои 6 лица стручен кадар, дефектолози, психолози, социјален работник и логопед, 4 негувателки и 2 лица како помошен персонал. Оваа влада направи длабински реформи на системот за социјална заштита во земјава и слободно можам да кажам дека ги спроведуваме најреволуционерните зафати за промена на регулативата. Уште во 2017 година го почнавме процесот на деинституционализација. Државата вложи големи средства за отворање на нови мали групни домови. Со тоа возможивме 24 часовна поддршка за лицата со попреченост и можност да растат и да се развиваат во хумани услови. Донесовме и нов закон за социјална заштита на лицата со попреченост, со кој возможивме на овие наши граѓани да добиваат нови социјални услуги како поддршка за развојот во процесот на социјална инклузија во заедницата каде што живеат. Владата која ја предводам креира и системски решенија кои даваат резултати на долг рок. Изградивме систем на социјална заштита што ќе одговори на предизвиците со кои се соочуваат најранливите категории на граѓани. Обезбедивме средства за редовна исплата на правата од социјална и детска заштита и дополнителна финансиска поддршка. Со Законот за заштита на децата овозможивме барателите сами да одберат кое право ќе го користат. Нега од друго лице, лична асистенција и паричен додаток нега од друго лице, а државата тоа што го бараат да го испорача. Со новиот закон за основно образование за прв пат во Северна Македонија имаме организиран систем на инклузивно образование, преку кој на секое дете му се дава можност да учи заедно со останатите врсници, но со образовна асистенција. Во моментот во државата има обезбедено 870 образовни асистенти за децата кои имаат таква потреба. Правото на паричен додаток го проширивме и за лицата со интелектуална попреченост и аутизам. Воведовме право на 50% скратено работно време за родителите на децата со попреченост, каде половина од платата ја надоместува работодавачот, а другата половина државата. Воведовме и право на лична асистенција и за лицата со потешка или најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица. Во образованието со подзаконски акти, како поддршка на пристапноста, ги обврзавме училиштата кога побаруваат капитални инвестиции за реконструкција, за да им бидат одобрени задолжително да обезбедат пристапни рампи и пристапни тоалети. Пред неколку месеци беше донесен и Законот за систем за проценка на попреченоста, кој ќе создаде квалитетен, стручен и централен систем за проценка на секој тип на засегнато здравје и попреченост, согласно кој ќе се остваруваат материјални и нематеријални права. Најважно од се е дека со овој закон ќе се создаде електронски национален регистар на лица со попреченост, каде по електронски пат државата ќе располага со секаков тип на податоци од оваа област и согласно нив ќе може да ги креира идните политики за лицата со попреченост. За креирање политики и стратегии ги слушаме барањата и потребите на лицата со попреченост и нивните здруженија и секако на нивните родители. Денес имав можност и да поразговарам со родителите на децата кои се згрижени во овој центар во Струмица и навистина можев да видам задоволство на нивните лица со оглед на тоа дека се работи за еден прекрасен објект во кој што работат прекрасни вработени кои се грижат за децата.
Националното координативно тело во владата, заедно со Министерството за труд и социјална политика и Германското друштво за меѓународна соработка и со исклучителна партиципација на лицата со попрешеност и нивните организации, направија нова стратегија за лица со попрешеност 2023-2030 година, за чија реализација со акцијскиот план владата одвои 46 милиони евра. Незината верзија во иднина ќе има пред себе секој функционер, а индикаторите за незината реализација ќе се следат преку мрежа, односно мрежна електронска алатка, каде лесно се гледа кој колку реализирал. На вработените во центарот сакам да им посакам многу продуктивна, а на децата многу успешни денови поминати овде. И благодарам и упатувам на вистина големи честитки и до Министерката за труд и социјална политика, до градоначалникот, до советниците во владата кои што се грижат за овие теми да бидат на вистина високо на приоритетната листа на оно што го работиме. Благодарам.